Денес е чил, се еко на филм, нема напетола, бавиме у стил. Лаганини секој ден, лаганини секој ден, само чил, само лесно, денес е ми е на место, лаганини секој ден, лаганини секој ден, само чил, само лесно, денес е ми е на место. Денес во бекстејдж можам да кажам млада, еуфорична, убава енергија и дечки кои што за прв пат се пред објективот на бекстејдж, а има и зошто. Знаеме дека сето она што вреди на македонската музичка сцена овде го промовираме и го поддржуваме. Зи-бомб. Момци кои што направија лом на последниот концерт на Тони Зен и Слаткаристика. Најпрви, добре дојдовте во бекстејдж, Шишка и Насте. Така, фала на поканата. Драго ми е што сме тука у бекстејдж со вас. Како се чувствуваш? Прекрасно се чувствуваме, значи преуфорично од самиот концерт и спремни сме да ги одговориме прашањата. Споменав дека навистина ја кренавте атмосферата на концертот на Тони и Слаткар на највисоко ниво. Публиката буквално лудуваше кога се појавивте. Дали бевте свесни дека сте толку популарни најпрви? Па, знаеме за некои песни дека така не ги чуле сите, ама дека таква атмосфера ги има, не. Ама стварно сме презадоволни. Фала на поканата Слаткар и Тони што ни ја дадоа и чест ние да настапуваме на таков еден голем концерт. Насте, какви ти се импресиите на тебе? Па и ја бев изненаден прилично доста од реакцијата на публиката. Реакцијата од сите артисти што беа на концертот беше одлична, се осетивме као дома да сме. Фала им на Слаткар и Тони што не викна. Поздрав до сите што беа таму и се надеваме дека ќе има забрзо уште некој таков концерт кај што ќе можеме да дојдеме, а понатака и наш. Дали прв пат сега настапивте пред толку голем број на публика и дали имавте трема? Па трема не, имавме момент кај што сакавме да искинеме, да изгриземе, се спремавме заедно со DJ Че, поздрав и до DJ Че. А мислам дека имаме уште еднаш настапувано пред голем број на луѓе, тоа беше у Кавадарци на кој настан беше окто? Тиквешки Гроздобир или? Нешто, да, Тиквешки Гроздобир беше и таму има. Октоберфест во Минхен. Па ете, некаде во Минхен. Имаме ние наш Тиквешки Гроздобир точно. Сме настапувале пред многу луѓе, ама овој концерт баш беше публика избрана за нашата музика што се слуша, што ја правиме и стварно беше одлично. Името на ова дуо Зи-бомб. Што значи тоа? Дали има некакво значење и како дојдовте на идеја? Оваа прича имаме кажано мал милион пати. Прв пат во бекстејдж. Прв пат во бекстејдж, нема некоја посебна приказна, него беше чисто од шала наша. Пишувавме на Google Translate фристайл текст, значи си пишавме од моментот текст, го пуштивме да го испее и некој збор го кажа у стил на Зи-бам, мислам дека беше зборот, нешто така, и од тоа испадна. Значи сосема рандом, од прича посебна. Ама ми се свијаше како звучи Мене ме интересира што значат вашите прекари, како вие ги добивате. Шишка и Насте? И уметнички ви се поради сценава? Не, така не викаат уште пред да правиме музика. Мене ме вика Шишко, пошто Шишковски се презивам, ама сега сум Шишка, он ме завика така. Исто и мене ми од презиме и него му од презиме, така да pretty basic. Yes, sir. Кој ден немам поем, baby, зидам boys. Викенте у светот мој, baby, зидам boys. Джавелаат кој, baby, зидам boys. Сама види кој, baby, зидам boys. Зидам boys, baby, зидам boys. Зидам boys, baby, зидам boys. Джавелаат кој, baby, зидам boys. Кога почнува вашава музичка приказна и како? Како влегувате во овој состав? Уште од 14 години мислам дека не споја еден другар, Стеф, поздрав до Стеф, без него немаше постоиме.
така да он не спои на Facebook, исто од фристайл, се видовме ја и он, па почнавме тогаш со поголема екипа, па се одвоивме ја и он, така да од рани години. Кои од македонскиве артисти кои што творат и прават, односно слична музика како вас, вие, ајде нема да кажам идол, меѓутоа чија кариера ви се допаѓа или едноставно сакате да направите нешто што никој досега не го направил и во поинаков правец да се движите? Епа и двете ствари, и сакаме нешто наше да донесеме, значи да биде тоа у некој наш стил, некои нови достигнувања, ама секако не инспирираат, еве конкретно и Слаткар и Тони што бевме кај нив, затоа и сме толку почестени од тоа што не викна. Мислам дека на секој што прави ваква музика, посебно они двајца имале голема улога, зборам за нашава генерација. И пред нив, исто така тука се и други што сме ги слушале од типот Легијата, Саф, итн. Значи скоро цела македонска сцена. Не сме били ограничени, сме учеле од сите по нешто. Може да ги одвоиме нив двајца, пошто еве, они сега докажа уствари дока имаат стигнат. За раперите. Дали пометите некој совет кој што ви го дал некој од овие, ајде да кажам, повозрастни или поискусни рапери со кои што сте во контакт? Мислам дека сите истиот совет ни го дава да бидеме своји, истрајни и да работиме. Да не се откажеме, некој посебен совет може да има да си се чуваме до нашата екипа и да гледаме да газиме и да нема љубомора и завидни емоции меѓу нас.